Поради наглиот раст на бројот на новоинфицирани, Холандија драстично ги заострува антикорона мерките. Премиерот Руте зборува за делумен локдаун, меѓу другото се затвораат рестораните и кафелињата. Кафелињата, баровите и рестораните во Холандија од денеска се затворени. Забранета е продажба на алкохол по 20 часот. Освен тоа, граѓаните ќе смеат во своите домови да примаат најмногу тројца гости дневно. Автобуси и возови треба да користат само во итни случаи. На пресконференција премиерот Марк Руте најави дека досегашната препорака се заменува со задолжително носење маски на сите јавни места како продавници, музеи и институции. Холонѓани, бидете реални и превземете одговорност, апелираше Руте до граѓаните. Мерките засега се во рок од 2 недели. Во изминатите 7 дена во Холандија се регистрирани 252 инфекции со коронавирусот на 100.000 жители, односно речиси 40.000 новоинфицирани, што е за 60% изголемување во однос на претходната недела. Брзо расте и бројот на пациенти на оделенијата на интензивна нега во болниците, а вчера се регистрирани 34 смртни случаи од COVID-19. Официјално во светот има 5 реинфекции на коронавирусот. Најновиот случај е документиран во САД. Станува збор за момче на 25 годишна возраст. При секоја вест, при секоја нова студија се надеваме на нови сознанија за коронавирусот. Така и со оваа студија која што сега објавена во стручното списание Lancet инфективни болести. Тоа се однесува на 5-тиот документарен случај на реинфекција со коронавирусот во светот. Пациентот од последната студија, 25 годишно момче од Американската сојузна држава Невада, во рок од 48 часа бил позитивен на 2 различни SARS-CoV-2 инфекции. Тоа потврдува дека втората инфекција може да се случи во многу куз временски период и таа може да биде и потешка. Помеѓу првата инфекција на момчето во април 2020 и втората инфекција, тој бил 2 пати негативен на SARS-CoV-2. Во јуни 2020 пациентот бил префрлен во болница поради симптоми на COVID-19, како зголемена температура, главоболки, вртоглавица, кашлање и мачина и диареја. Таму бил тестиран и по втор пат бил позитивен на коронавирусот. Во меѓувреме момчето отпуштено од болницата и опоравено од втората инфекција.